Пред отприлика година и пол кога ја презедов раководењето на комисијата, наследив од материјално искуство или материјална пракса 2 листа деловник за работа на комисијата и искуство од вршење на контроли во системот за безбедност, кој што буквално се сведуваше на пиење кафе и ништо друго. Мојата комисија беше ретка комисија која што имаше, односно немаше и никаква техничка поддршка од персонал, што само по себе покажува каков бил фокусот на работењето на оваа комисија во претходниот период. Бев потполно свесен дека буквално сум на сам почеток, дека следи многу труд и работа за да работењето на таа комисија го подигнеме на ниво кое што ќе се разликува од дотогашното. Ангажманот на ДИКАФ дојде во прав момент и сето она што го работевме во овој меѓупериод беше со најголема нивна поддршка и денеска сме сведоци на промоција на првиот документ, кој што со сета почит кон на вторите, и ние како членови на комисиите сме вградени во тоа, бидејќи зад нас има бројни работилници, состаноци на теми поврзани со денесново дело што го промовираме, и сметам дека и нашиот влог е добре дојден и придонесе да направиме еден документ кој што нема да биде последен, кој што ќе го оставиме во наследство и нашите наследници кои што ќе раководат со комисиите ќе наследат многу повеќе од тоа што ние наследивме како акти за работа во комисиите. И сето ова го работиме во период кога имаме крајно нарушена доверба кон институциите од системот за безбедност, поради низа девијации во изминативе 27-28 години. Јавноста со право очекува од нас да ја вршиме својата работа максимално професионално, бидејќи тоа директно влијае на перцепцијата на јавноста кон институциите на системот и нивната сигурност, нивните елементарни човекови права да не бидат загрозени. Затоа и е осмислен тој така наречен парламентарен надзор над системот за безбедност, чија суштина е едно мало подрачје да се остави на опозицијата да се вгради во процесот на градење на довербата во институциите. Било каква интервенција да се стесни тој простор на опозицијата ќе влијае директно на намалување на вредноста на инвестицијата наречена доверба кон институциите. Од друга страна, опозицијата мора да биде на ниво на задачата, да биде максимално професионална, да не меша политика во оваа област, бидејќи оваа област не трпи политика. Нешто кое што го покажавме во изминатиот период, најпрвин преку нашиот однос кон реформските закони во сферата на безбедноста, особено при носење на новиот закон за следење комуникации и во нашиот секојдневен однос во контрола на Управата за безбедност и контраразузнавање, во надзорот на ОТА и соработката со ОТА, бидејќи тоа не е само контрола, ние на еден начин и соработуваме со овие институции и мислам дека треба да продолжиме во тој правец. Она што сега следи како нареден чекор, а моментов го користам и да апелирам до раководните структури на собранието, е конечно да се одобри буџетот за ангажман на експерти кои што ќе бидат во поддршка на комисијата. Комисијата е составена со луѓе од политички бекграунд, тие во минатото работеле своји собствени професии, меѓутоа тие не се дотолку експерти и стручни да извршат квалитетна контрола, квалитетен надзор, кој на јавноста ќе остави печаток дека сепак контролата не е проформа, туку навистина има и суштина. Затоа на нас и согласно новиот закон за следење комуникации е дефинирано дека комисијата има право да ангажира 20 експерти за да бидат во функција на комисијата за подобрување на капацитетот на самата комисија. Мојата намера е веднаш по одобрување на буџетот да се отпочне постапка, јавна постапка за ангажирање на експерти во соработка со нашите служби, бидејќи тие експерти мора да подлежат на одредена проверка, да бидат ангажирани, зависно од буџетот тие може да бидат и постојано, меѓутоа и
времено ангажирани, адхок, нешто кое што многу ќе допринесе и на нас, членовите на комисијата, за зголемување на капацитетот, меѓутоа мислам дека ќе влијае и на јакнење на довербата на граѓаните во нашата работа, бидејќи таа е подпомогната и од стручни луѓе кои што ја познаваат својата област.